Во моментов се одржува состанок помеѓу членовите на адхок телото. Немам информација дали сите се присутни, меѓутоа според деловникот што го донесоа и не мора да бидат сите присутни доколку носат одлуки, доволно е тоа да бидат најмалку 3 кренати раце. Меѓутоа, денеска и нема да се донесат одлуки, најверојатно во среда, според информациите кои што дел од членовите ги споделија во текот на вчерашниот ден со мене, дека во среда ќе одлучуваат, ќе гласаат, ќе оценуваат по извештаите кои што Агенцијата за медиуми, односно стручните служби на Агенцијата за медиуми ги објавија викендов, се однесуваат на 18 радиодифузери, односно телевизии и радија. Извештаите според впечатокот кој што го даваат се далеку поблаги од оние кои што беа објавувани за изборите кои што требаше да се одржат во април, но се одложија. Се даваат анализи на прилозите следени во ударните термини во 19 часот. Дали ставот на медиумот е во позитивна насока, негативна насока или пак станува збор за неутрален став на медиумот во овие ударни вести во централните изданија. Во првите 80 дена ќе се следи само еден дневник, додека за време на кампањата во 20 дена пред денот на изборите, затоа што според договорот во пржина 100 дена ќе се следат медиумите, ќе се следат 2 ударни термини на вести во телевизиите и радијата. Значи, ќе ги разгледуваат извештај по извештај денеска членовите на адхок комисијата на оваа работна средба помеѓу нив. Најверојатно ќе се одлучи да бидат опоменети, односно дали ќе бидат усно опоменети е една од варијантите, или пак да се оди со пријава, пошто судот ќе утврди дека доколку првпат некој од медиумот го прекршил законот, тогаш самиот суд ќе изрече опомена. За сега само јавниот сервис има една опомена за во однос на емитување на реклами финансирани од државниот буџет. Значи, екипата на телевизија Нова останува да го проследи финишот на оваа денешна работна средба и разгледувањето на првиот извештај. Значи, ова е првиот, а ќе следат уште 9 извештаи за состојбата во медиумите за време на овој предизборен процес.